Драги ученици, добар ден и добро дојдовте во Е-училница. На самиот почеток да ви се представам. Јас сум Розита Костова, оделенски наставник од Основното општинско училиште Лазо Трповски, општина Карпош, Скопје. Денешната видеолекција се однесува на предметот македонски јазик и е наменета за ученици од 5-то оделение. Наставната единица е повторување на веќе стекнатите знаења за именки, нивните граматички категории, препознавање и правилна употреба на истите. За работа на денешниот час ќе ви бидат потребни тетрадка, молив и боичка. Паузирајте го видеото за да го подготвите материјалот за работа. Ако сте подготвени, можеме заедно да ја проследиме презентацијата што ја подготвив за денешниот час. Најпрво да ја разгледаме сликата и да именуваме што се гледаме на неа. Ајде да започнеме. Гледаме небо. Гледаме облак. Грмушки. Птица. Зајак. Галеб. Дрво. Брод. Езеро. Пеперутка. Цвеќе. Можеме да заклучиме дека човекот на се што не обкружува му дал име. Тој именувал суштества, предмети, појави. Значи да повториме. Именки се зборови со кои ги именуваме суштествата, предметите, појавите и се она што го замислуваме и чувствуваме. Сега може да го паузирате видеото за да направиме една вежба. Препишете ги следниве 4 реченици во тетрадка и подвлечете ги именките со боичка. Се надевам дека точно ги подвлековте именките, а сега може да провериме. Јане вози велосипед. Во првата реченица имаме две именки – Јане и велосипед. Во втората реченица детето нацрта прекрасен цртеж, имаме исто така две именки – детето и цртеж. Во третата реченица Скопје е главен град на Македонија, имаме три именки – Скопје, град и Македонија. Во четвртата реченица Марко јаде јаболко, имаме две именки – Марко и јаболко. Сега можеме да преминеме на следниот текст. Мајка ми Сонја и малиот Марио патуваа со воз од Скопје до Гевгелија. Отидоа да ја посетат баба Цветанка. Таа живее во село Стојаково. Да ги издвоиме именките кои се напишани со голема буква. Која е разликата помеѓу овие именки и останатите именки во овие реченици? Во првата колона се сопствените именки Сонја, Марио, Скопје, Гевгелија, Цветанка, Стојаково, додека во втората колона се издвоени општите именки мајка, воз, баба, село. Да повториме. Сопствените именки секогаш се пишуваат со голема буква, а општите со мала, освен ако не се на почетокот на реченицата. Ако ја погледнеме следната слика, ќе се потсетиме дека именките имаат три рода. И тие се машки, женски и среден род.
Родот кај именките го определуваме со зборовите тој за машки род, таа за женски род и тоа за среден род. Например, тој татко, тој Владо, тој прозорец, тој компир, тој леп, тој стол, тој лав. Таа мајка, таа маса, таа куќа, таа кошница, таа црна. Тоа дете, тоа пиле, тоа сонце, тоа небо, тоа девојче. Сега може да го паузирате видеото за да направиме кратка вежба. Ајде да ги распоредиме именките според родот. Нацртајте ја табелата и распоредете ги именките според родот. Ајде да видиме дали точно сте ја сработеле вежбата. Во првата колона за машки род сигурно ги напишавте зборовите чешел, тротинет, автомобил. Во втората колона за женски род сигурно ги напишавте зборовите играчка, корпа, есен. Во третата колона за среден род сигурно ги напишавте зборовите бебе, радио, теле. Одиме понатаму. Колку балони има на левата, а колку на десната слика? На левата слика гледаме еден балон, додека на десната повеќе балони. Од тука можеме да повториме дека именката балон е во еднина, бидејќи станува збор за еден предмет. Именката балони е во множина, бидејќи станува збор за повеќе од еден предмет, односно за повеќе од еден балон. Значи, именките во македонскиот јазик имаат два броја – еднина и множина. Ако именката се однесува на еден предмет или суштество, таа е во еднина. Ако именката е употребена за повеќе предмети или суштества, таа е во множина. Ученици, за крај ви подготвив кратка домашна задача. Во табелата се дадени 6 именки и од вас се бара да го определите родот и бројот на секоја. Доколку имате нејасноти, можете да го пуштите видеото од почеток. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав ден.